Благодарам. Во продолжение ќе ви говорам за конкретен случај за незаконско разрешување и именување на раководни лица. Па така вчера ви обелоденивме случај за незаконски разрешување од страна на Зоран Заев во акционерско друштво за давање услуги во воздухопловната навигација МНАВ, каде што незаконски беа назначени новите извршни директори на навигација и техника, како и председателот на управен одбор Николче Тасевски и Климен Чепуњовски. Двајцата избрани директори, Николче Тасевски, кој е председател на управниот одбор, како и Николче Чепуњовски, се нелегитимни директори. Со тоа и сите нивни досегашни одлуки се незаконски. Скандалот и незаконитостите добиваат се поголеми размери. Владата на Зоран Заев и СДСМ се повеќе тонат во беззаконие. Назначените членови на надзорен одбор од 3 август, кои ги избра на првата седница Ангел Папеш, Весна Павлов, Едмонд Калики, дури и по неколку обиди не беа впишани во Централниот регистар поради незавршени обврски од страна на еден членовите кон институцијата. За да биде иронијата поголема, овие тројца членови веќе избрале нови раководни лица во институцијата, односно директори, кои веќе директоруваат, и тие не се впишани како членови на надзорен одбор во Централниот регистар, туку од првичните тројца, кои што биле избрани на седницата, впишана е само Весна Павлов, тоа е тука, и додаден е Милорад Милановиќ, човек кој воопшто не присуствувал на седницата на која се избрани новите директори во институцијата МНАВ. Почитувани, го прашуваме Зоран Заев, кога е назначен новиот член на надзорниот одбор Милорад Милановиќ и во која постапка? Овој хаос, кој го предизвика Социјалдемократскиот сојуз, може да предизвика сериозна опасност и сериозно сме загрижени за авиособраќајот. Овој срамен скандал кој го креираше владата на Социјалдемократскиот сојуз мора да биде предмет на работа на надлежните судски органи. Ваквиот начин на работа е доволно препознатлив на граѓаните од страна на Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев. Ваквото незаконско разрешување и именување на раководни лица низ институциите ќе им предизвика штета единствено на граѓаните. Затоа, на 15 октомври, Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев ќе бидат казнети од страна на граѓаните за сите катастрофално погрешни политики кои ги водат. Ви благодарам.